Уште едно гостување со гостинка која што ја препознавате и за која што не треба посебна најава, но го најавуваме настанот кој што не со нетрпение го очекуваме в недела, 96-тото доделување на наградите Оскар, кој што ќе започне никаде во целата церемонија во 23 часот и 30 минути. Како ќе биде организирано, каква е програмата, но и за номинациите разговараме со колешката Миланка Рашич. Добро утро, Миланка. Добро утро. Споменав 23:30, малку порано од вообичаениот тајминг на кој што сме навикнати. Целата церемонија чином, односно доделувањето на Оскарите ќе биде во 12 на полнок, но зашто волку рано? Во Долби театарот во ЛА, само да. Да, тоа така е. Локацијата е таа. Локацијата не се менува, тоа е најгламурозното можно место, Долби театарот во Ovation Hollywood, и оваа година за прв пат е 1 час порано церемонијата, се за рейтинг, за гледаност. Значи, и мене ми е драго, затоа што кај нас ќе почне црвената патека, доаѓањето на најголемите филмски имиња во светот. 23:30, точно на полнок се вклучуваме во тоа 96-то најгламурозно славење на филмската уметност, доделувањето на Оскарите, наградите на Академијата на филмските уметности и науки. Значи, тоа е посебно значајна, најпрестижна филмска награда во светот, затоа што најдобрите ги номинираат најдобрите во изминатата филмска година. Зошто велам така? Затоа што членовите на Академијата на филмски уметности и науки се всушност најдобрите филмски професионалци во светот и номинирани или добитници на Оскар. Опенхајмер, филм со најмногу, 13 номинации во сите главни категории. Што ќе донесе главната категорија оваа година? Опенхајмер е најголем фаворит, филмот на Кристофер Нолан, за победа во главната категорија, но и за многу други категории. Мене тој ми е еден од најмилените, најценетите режисери послед Данкерк. Инаку, Опенхајмер покажува дека и филм кој што зборува за сериозна тематика, биографска драма, со силен авторски печат на режисерот, може да комуницира со широка публика и да биде блокбастер, има заработено преку 900 милиони долари. Инаку во таа главна категорија се Убици на цветната месечина на Скорцезе, Маестро на Бредли Купер, Барби на Грета Гервиг и да ги споменам и другите номинирани: Минати животи, Кутри суштества се разбира на Лантимос, Зона на интерес, американска фикција, Анатомија на падот и Холдоверс или Останатите, филм кој што мене, например, навистина многу ми се допаѓа. Секогаш е тоа тесна трка во таа главна категорија, затоа што колку и да има некој фаворит, никогаш не знаете дали навистина ќе триумфира. Често пати кажувам, например, уште одамна со бројните номинации на филмот на Спилберг, Боја на пурпурот, и ниеден Оскар. Значи, никогаш не можете да бидете сигурни и затоа е многу возбудливо да се гледаат Оскарите. Типувавме со Бранко пред разговоров. Да, Марфи или Леонардо ќе видиме чив филм ќе го добие Оскар. Па, за вкусови се работи, но така ќе е. видиме, да. Тоа јас секогаш велам, уметноста не е трка на 100 метри за да кажете прецизно кој е најдобар или подобар од некого. Меѓутоа, во моментов е Опенхајмер најголемиот фаворит. Ке видиме, Бранко. Јас сум за Опенхајмер, иначе така типувавме. Во однос на категориите најдобар актер и актерка имаме звучни имиња. Кои се фаворити, Миланка? Многу од нив се првпат номинирани? Да. Интересно е тоа што еве кај категоријата најдобар актер, најголем фаворит е Килијан Марфи, но опасна конкуренција му е Пол Джиамати за Холдоверс или Останатите. Тука се и Бредли Купер, Колман Доминго и Джефри Рајт во таа категорија. А за кога станува збор за најдобра актерка, Ема Стоун е брилијантна во Кутри суштества и може би тука Лили Гледстоун во Убици на цветната месечина, бидејќи тука веќе би се испишала оскаровска историја доколку ја освои златната статуетка, зашто е прва која е номинирана со американско домородно потекло, одлична актерка. Анет Бенинг, исто, Кери Малиган и Сандра Хулер, овие три дами се извонредни. Мислам, не можете да изберете која е подобра. Мене лично исто Кери Малиган ми е една од најпочитуваните актерки. Во Маестро е фантастична како сопругата на Леонард Берштейн и самиот Бредли Купер изјавувал дека таа најмногу му помогнала во долувањето на ликот. Мене, ако ме прашате, например, Бредли Купер ми е многу нијанси поблед
од, например, главната улога во Тар, Кейт Бланшет, минатата година. Кога станува збор за диригент на таа тема. Па постави високи стандарди. Така е. Да. Во однос на изненадувањата. И оваа година не достигаат. Маргот Роби е главното име кое што се поврзува со контроверзните номинации, со контроверзиите во номинациите, нема контроверзни номинации. За улога во филмот Барби, ниту Грета Гервиг не беше номинирана за најдобар режисер. Барби како филм предизвика многу внимание и Ди Каприо исто така нема номинација, го споменавме да, меѓутоа за неговиот филм. Па како се протолкува тоа во филмскиот свет и меѓу љубителите на филмот? Со еден збор, со револт. Значи, многумина беа револтирани зошто токму Марго Роби и Грета Гервиг, двете најзаслужни жени за филм кој што заработил над $1 милиарда 2023 година, не се номинирани. Двете се фантастични, но морам да кажам дека, иако Марго Роби не е номинирана за главна женска улога, а Грета Гервиг за режија, тие имаат номинации за Оскар. Грета Гервиг има за адаптирано сценарио заедно со Ноа Баумбах номинација, а Марго Роби е номинирана како продуцент на филмот Барби во главната категорија филм на годината. Сега, дали е тоа доволно? Не знам. Изминативе денови кога станува збор за Оскарите, многу често се пишува за тоа какви промени има во однос на програмата. Сега, ајде да појасниме. Што изминативе неколку години е како новина внесено во самата церемонија, да речеме за разлика од децении наназад? Секоја нова оскаровска церемонија има по нешто ново. Мене лично ме фасцинираат оние моменти кои се посветени на филмската уметност, кога има делови измонтирани или во чест на филмовите од 2023, потоа настапите на 5 номинирани изведувачи, значи за најдобра оригинална филмска песна, тука се и големи имиња од типот на Били Айлиш и Финиас, нели за песната вклучена токму во Барби. Исто така ќе биде интересно многу затоа што и Рајан Гослинг, кој што е номиниран за споредна машка улога во филмот Барби, ќе настапи, ќе пее I'm Just Ken, и тоа ќе биде, претпоставам, еден од најзабавните моменти на целата таа 96-та оскаровска церемонија. Исто така Беки Джи ќе пее песна од Дејан Ворен, композиторка која што е 15 пати номинирана за Оскар, доби почесен Оскар. Сега, секогаш има нешто ново, тие не кажуваат за годинава, нели, за да биде нормално изненадување. Претпоставам дека Джими Кимел пак ќе има некој милион забавни моменти. Меѓутоа, дали ќе успее да го достигне тој сјај, например, на мојот омилен водител Били Кристал, не знам. Джими Кимел е огромно име и поради неговото шоу во Америка и поради тоа што досега беше 3 пати одличен водител. И 17-та, 18-та, 2023-та по Джек Лемон и Вупи Голдберг, тој е единствениот, односно третиот што има 4 пати му е доделувана диригентската палка, ќе кажеме, на Оскарите. Каков спектакл може да не очекува од токму од ова име, од Джими Кимел? Па се надевам забавно и без грешки. Затоа што се што зависи од него, обично е феноменално и беше симпатично многу кога заврши, нели, оскаровското шоу и на крај самиот, нели, се шегуваше на своја сметка и на сметка на организацијата. Демек, нели, грешки нула. Шоуто завршено. Задоволни сме. Ќе има многу имиња кои што ќе бидат звездени, кои што ќе привлечат многу внимание. Меѓу нив еве ќе споменам Дженифер Лоренс, Джейми Ли Кертис, Брендан Фрейзер, минатогодишните победници, Джесика Ланг, Метју Макконахи, Николас Кейдж, Лупита Њонго. Значи, звезден Холивуд. Кога сме веќе кај домакините, не знам зошто менете, во меморијата ми останала Елен Деџенерис и спектаклот кој што таа го направи. Одлична беше и таа. Нема збор, например, оној момент кога го направи селфито со сите холивудски звезди, тоа беше најсподелуваната фотографија на социјалните мрежи во историјата. Исто така и имаше многу моменти кои се паметат, кои беа многу духовити, забавни, смешни. Таа е врвен комичар. И поттекна револуција. Потоа речи се сите звезди, да речеме и музички кои што одржуваа концерти, без селфи не поминуваа. Така е. Без дамите не била ништо без дамите, мора да признаеме.
Денес сте Тоа е тема на денешната емисија. Да. Тоа е тема на денешната Македонија во целата оваа приказна со Медена земја беше како последно учество на Оскарите, доби две номинации и сега она што мене ме интересира во целата оваа приказна. Како вие, Миланка, ги доживеавте лично доделувањето на златните статуитки во самиот пренос? И како се случи Медена земја меѓу другото да има две номинации? Да. Како коментатор и како човек што го сака филмот цел живот, јас бев многу радосна и многу горда на тој голем успех на Медена земја. Медена земја очекував да има номинација за најдобар документарен филм, но никој не очекуваше дека ќе добие две номинации и во таа категорија, нели, најдобар странски филм. И тука испиша историја. На крајот изгуби, онака, како да речем сега, во наводници изгуби, нели, од Паразит, филм кој што на крајот триумфираше и на целото шоу, значи зема награда и за најдобар странски филм и за најдобар филм на годината, што беше прв пат еден филм кој не е на англиски јазик да добие главен Оскар, а во другата категорија пак изгуби од Американска фабрика во продукција на семејството Обама. И сакам да кажам дека прво имаше многу силна конкуренција, во оваа другава категорија во странски филм беше со еден Педро Алмодовар и така натаму, со фантастичен филм како Паразит, но на вистина тоа внимание кое што го предизвика е бесценето. Не можам да се сеќавам на моментот 4 часот изутрина вече, јас бев на програма са Бајлето и апсолутно го следев преносот како голем број граѓани, и разочарувањето во вашиот глас не можеше да не се забележи апсолутно, но треба да бидеме сега тука кога зборуваме за професионалноста. Треба да се внимава многу, бидејќи, нели, и премногу радосни и премногу разочарани, па не оди. Па да, некогаш на публиката ти пречи, ако имаш многу емоции, не е добро, ако имаш малку емоции, пак не е добро. И треба некоја средина, веројатно. Меѓутоа, огромна радост беше, бидејќи јас го паметам и оној историски момент на пред дождот на Милчо Манчевски, кој ни донесе невидена радост и среќа. Точно се неверојатни 30 години од тој момент, кога беше снимен филмот, а следната, значи, 2025-та ќе бидат 30 години како бил на Оскарите. Миланка, останува само уште еднаш да го најавиме терминот и датумот на Оскарите недела. Така, недела, 23:30 почнуваме со црвена патека, уште еднаш да кажам. Веднаш после тоа во 12 часот некои 3,5 часа, предпоставувам, дружење со најголемите звезди на филмот во 2023 во светски рамки. Значи, буквално има се, особено во главната категорија, од биографски драми, лични филмови, блокбастери, како што е Опенхаймер. Тоа не се случило одамна, уште од таму Lord of the Rings, третиот дел, да еден блокбастер биде најголем фаворит во таа категорија, до, значи, филмови кои што се на друг јазик. Може би сега е најинтернационален Оскарот оваа година, бидејќи се во конкуренција за главниот Оскар и филмови кои не се на англиски јазик. Во секој случај ќе биде едно гламурозно славење, секогаш велам, на филмот, ќе бидат тука звездени имиња, ќе споменам и Мишел Јео, Зендаја, Сем Роквел, Двејн Џонсон, Бед Бани, Крис Хемсворт, многу поранешни добитници на Оскар ќе бидат таму и ќе биде тоа еден филмски настан, гламурозен, кој никако не смее да се пропушти. Ексклузивно е на македонската телевизија и само ќе кажам за оние кои што не можат да доседат до 3 часот, скратена снимка од 2 часа во вторник во 21 часот. Тешко на тие што сме понеделник на работа, ќе видиме кој ќе биде според планот. Да, инаку ќе констатираме, се што е добро трае 3 часа, нели? Или повеќе, толку трае и нашата емисија. Сега сме некаде пред 9 часот, промо па вести и се враќаме во студиото со содржините за по 9 часот. Благодарам, Миланка. Благодарам.